се декларираат, инициализираат и користат променливите во програмирањето, да видиме како се пишуваат и користат условите во програмирањето. За да напишеме услов во програмирањето, првен пишуваме клучното зборче if, во мали загради го наведуваме условот, потоа во големи загради ги наведуваме наредбите кои сакаме да се извршат ако условот е точен. Доколку сакаме да имаме наредби кои ќе се извршуваат ако условот не е точен, тогаш после тој if пишуваме else и во следни големи загради ги наведуваме наредбите ако условот е неточен. Ова тука е едноставен if else, односно услов во програмирањето. Имаме така наречени покомплицирани услови, односно вгнездени услови, каде што помеѓу овој if else ставаме дополнителни услови, колку што сакаме на број, со тоа што пишуваме else, потоа else-от одма if и во мали загради го наведуваме вториот услов. Или третиот и така натаму. За да на крај дојдеме до else-от. Тоа би изгледало вака. If услов број 1, ако тој е исполнет, се извршуваат овие тука наредби. Потоа имаме else if услов 2, ако па тој е точен, а горе тој не е точен, се извршуваат овие наредби. Имаме else if услов 3, овде наредби доколку третиот услов е исполнет и така натаму, и на крај може да напишеме else, но не мора, доколку ниту еден од тие услови не е исполнет. Самото валидирање на овој тука услов во програмирањето иде од горе надоле, односно првин се проверува овој услов, ако е тој точен, директно се извршуваат овие наредби и програмата скока после последниот услов. Значи не ги валидира надоле условите. Ако пак овој услов не е точен, оди да го валидира вториот. Ако тој е точен, неговите наредби ги извршува и оди програмата, односно продолжува да се извршува после целиот услов. И така, значи ако првиот не е точен, го валидира вториот, па го валидира третиот, се додека не дојде до некој точен услов, или доколку сме ставиле else, ако ни еден од претходните услови не е точен, тогаш се извршуваат наредбите од тој else. Овие наредби тука во else се извршуваат доколку ниту еден од условите не е точен.